Сега е 18 часот и 55 минути. Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Почитувани слушатели, почитувани Facebook пријателки, пријатели, Facebook следбеници, како што знаете, секоја сабота ова време е резервирано за разговор со наши гости. Денес наш гостин е господин Александар Ристевски, колумнист, антрополог и политички аналитичар. Со господинот Ристевски ќе разговараме на теми кои се од општи интерес и за теми кои не засекаат сите нас без разлика каде и да сме, а главната тема за која ќе разговараме се случувањата во Алијанса на албанците. Токму така, почитувани, со господин Ристевски ќе зборуваме за поделбата на Алијанса за албанците на две крила, едно на сегашниот актуелен лидер Арбен Таравари и другото на поранешниот лидер Зијадин Села. Ќе зборуваме за двата засебни собири, оној кој се одржа во четвртокот, а и за оној кој е закажан за денес. Ќе разговараме за прогласувањето на Таравари за контрабандаж од страна на Зијадин Села, како и за пораката, односно пратката со крушум ставена на влезот на домот на Арбен Таравари. Но ќе разговараме и за поднесеното барање за разрешување на министрите кои останаа на страната на Арбен Таравари. Ќе зборуваме и за однесувањето на Артан Груби за време на третата владина седница на техничката влада и аминување на техничкиот премиер Талат Џафери. Ќе зборуваме за радикализирањето на вордингот од страна на лидерите на албанските политички партии. Ќе зборуваме и за скандалот во Министерството за труд и социјална политика. Ќе зборуваме и за ново формираното координативно тело за НАТО, на кое тело за председател е избран Талат Џафери, а за негов заменик Бујар Османи. Почитувани, а ова се само еден дел од темите за кои во следните 80 минути ќе разговараме со нашиот гостин, господин Александар Ристевски, кога во овој моменти преку видеолинковско поврзување ќе се обидеме да го поканиме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се гледаме, се надевам дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Ако е така, господин Ристевски, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени по трет пат. Добра вечер по ваше време, добро утро по македонско време, поздрав Бети, поздрав Јон, еве сум ја со Скопје во позитивно и добро расположение, се надевам спремен, иако малку се уште поспан, со вас заедно во наредниот период, колку и да зафати, ако задниве два пати малку и надминувавме временски, јас сум муабетџија, така да тераме. Прекрасно. Добро ви утро и од мене, господине Ристевски. Ни причинува чест и задоволство. Ви благодариме што сте и денес со нас и со сите наши гледачи и слушатели. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието кај секој од нив. Да. Господине Ристевски, сигурно се сеќавате дека Алијанса за албанците на последните парламентарни избори настапи со слоганот "Време е сега", кој слоган беше усмерен кон ослабување на доминантната позиција на ДУИ во албанскиот политички блок. Последните случувања во Алијанса за албанците, особено во последните 3 до 4 недели, на некој начин го трасираа патот за поделба на партијата. Од една страна го имаме лидерот Арбен Таравари, кој сака на овие избори да оди заедно со Европскиот сојуз за промени на Касами Гаши и Меджити, а од друга страна го имаме Зијадин Села, кој сака да се врати на лидерска позиција и бара Алијанса за албанците да настапи самостално на овие избори. Таравари и Села секој оделно го повика членството на Централно собрание. Најпрво Села го закажа партиското Централно собрание за денес, а потоа и Таравари го возврати ударот и во четвртокот во Куманово закажа и го одржа партискиот состанок, односно собир со граѓаните. Причината била барањето на Села за разрешување на двајцата министри кои се на страната на Таравари. Како што рековме претходно, во четвртокот Арбен Таравари го одржа собирот, на кој собир присуствуваа 85 делегати на Централното собрание на партијата, од вкупно 133 делегати. Дали Таравари со овие бројки покажа дека мнозинството од партијата е со него?
Како гледате на тоа што Таравари на некој начин го предитри села и како гледате на одлуките кои се донесоа на овој собир? Прво, пред да се одговори актуелното, треба малку, накратко барем да се навратиме во минатото, затоа што македонскиот електорат и самата публика не е толку во тек Така. која е позадината и се е случувањето во блокот на македонските албанци. Како што кај македонските гласачи ги има двата големи играчи кои долго време траат на сцената, ВМРО ДПМН и СДСМ, што е некаква своевидна и идеолошка поделба, затоа што СДСМ е своевиден наследник на комунистите, да кажеме, или некаква транзициона форма на она што беше власт и до 90-та година. ВМРО ДПМН представуваше некаква форма на прозападни идеи, иако нели се лепат идеи за некакво руско влијание, што е апсолутна фарса. Борба за слобода и борба на обичниот народ и на интелектуалците за правата на македонскиот народ и борбата и стремежот за самостојност. Кај албанските партии тие два блока беа поделени на еден начин. Основната партија или со континуитет некаков од социјализмот беше ПДП, партија која малку или повеќе не постои, и ПДП НДП после што се формираше ДПА, идеолошкото чедо на Арбен Џафери, покојниот. И се што се случи? По конфликтот од 2001 година, речиси целосно замре ПДП и најголем дел се преточи во она нова структура на поранешни идеолошки прогонувани албанци или теоретски наречени марксисти-ленинисти, значи левичарска структура која е денешното ДУИ, која владее во континуитет огромно време, и ги имате наследниците на тоа што е уништената ДПА на Арбен Џафери, после превземена од Мендухтачи, која е сведена на ниеден или еден пратеник. Алијанса на албанците, како политички субјект, е наследник на ДПА. Значи, таа е партија која се издвои целосно и го зеде 90% од членството на тоа што беше партија на Арбен Џафери, подоцна на Мендухтачи, и го остави Мендухтачи сам после бомбите. На изборите 2020 година во коалиција отидоа две партии заедно, тоа се Алијанса на албанците, наследникот на ДПА, и Алтернатива. Алтернатива па беше партија создадена со делба на Беса. Тука се подели Африм Гаши и Билал Касами. Билал Касами остана тој кој што е, се издвои Алтернатива, отидоа на изборите 2020 година и освоја 12 пратеници, што е одличен резултат, иако тогаш на големо изненадување заради одредени изборни комбинаторики се, дуи пак стигна дури до 15 пратеници, така да Алијанса и Алтернатива бе еден силен фактор, има 12 пратеника, и бе оној лост за повторно формирање на влада во 2020 година, кога имаше шанса да се турни таа влада. СДСМ заедно со ДУИ направија точно 61 пратеник, но заради претумбациите кај нив мораа да имаат една, да кажеме, своевидна поддршка. И што направија тие? Во самите 64 пратеници, 46 пратеници, се извинувам, во самите 46 пратеници на СДСМ ги имаше и 4 пратеници на Беса, и тие почнаа една своевидна игра каде што во изминатите 4 години, зборуваме за ДУИ, успеа да ги ротираат сите албански партии, а всушност владата да ја води ДУИ. Затоа што СДСМ без 4 пратеника на Беса и без 10 или 11 пратеници кои се по разни основи прибрани во јатото на таа коалиција на Социјалдемократскиот сојуз, во парламентот, да знаете, пратеничката група на СДСМ има само 31 пратеник. За разлика од коалицијата на ВМРО, кај што се 44, од кои 39 се строго на ВМРО. Што се случува? ДУИ дојде во една ситуација каде што почне да ги хендла или да ги ротира внатре во владата, во владиниот кабинет, сите помали албански партии и на некој начин ги уништи. Значи, ги полакоми за власт, ги направи да не веруваат во себе дека било која ќе дојдат на власт, а да не заборавиме една работа. Основата и поентата на политичкото функционирање е да партијата на власт. Мене ми е интересно кога обичен народ ќе каже: бегај, тие катастрофа, се види само за власт се борат. Ама тоа е поентата на политичката партија.
Значи, ако не ќе да дојдат на власт, тие невладини организации ќе формираат. Сдружение на граѓани, фирма ќе си отворат. Значи, да се разбереме и за народот, за да не гаи илузии за нешто добро, лошо, ваши, наши, тие се лакоми, овие се честни. Не е точно. Сите партии постојат за да дојдат на власт. И сега, Дуи што направи? Дуи ги ротираше ватре во владата Беса, па ги издвои од Алијанса на албанците Алтернатива, па ги сврли Алтернатива, па ги внеси Беса, па пак. Значи, овие 4 години се случуваат такви пермутации, а кај овие партии, па идеолошкото врзување е нелогично, затоа што едни со други се од различен бекграунд, да кажеме, идеолошки, како матрица, цели, действување, овона, што денес веќе се изгуби поентата. Сега, во задниве неколку месеци, и поготово после новогодишните празници, свативме дека кај албанските партии во моментот има само една идеологија: да падне Дуи од власт. Значи, кога една политичка партија, после воениот конфликт 2001 и после нивното политичко етаблирање во 2002 година, како политички субјект, огромното добро, значајно мнозинство на македонските албанци свати дека за промени треба сите албански политички субјекти во Македонија да се обединат за да го струшат Дуи. И сега што се случува? Внатре во партијата Алијанса, која де факто има 8 пратеници, а сите другите нели се делат, се уништуваат, се поделуваат, се доаѓа до една интересна ситуација каде што повлечениот председател од пред 2,5 години после локалните избори, Зијадин Селва, всушност тој самиот е кукавичкото јајце кој не сака да дозволи рушење на Дуи. Тоа е многу интересен феномен. Така да, ние се доведовме во ситуација човек кој порано ја водеше, нели беше пратеник, ја водеше и општината Струга, кој во моментот нема власт, нема општествена, да кажеме, моќ или функција. Тој, предпоставувам, ради некои лични интереси, идеологија сигурно не е во прашање, затоа што неговиот бекграунд е Арбен Џафери. Не знам која поврзаноста би му била со Дуи, токму тој се залага да се помогне опстанувањето на Дуи. Така да, оваа ситуација е фарсична, но мислам дека и самото ова крило на Алијанса и Дуи не сваќа дека пред албанските гласачи во Македонија ќе предизвика револт, затоа што на ваков валкан и перфиден начин се бори по секоја цена да остане на власт, иако е повеќе очигледно дека тонат. Така. Како што Бети рече, председателот на Централното собрание на Алијанса за албанците Зијадин Села за денес ја има закажана седницата на собранието на партијата. Предвидени се на дневен ред да има само 2 точки: извештај за работата на Таравари и дебата за самостоен настап на изборите. Какви се вашите очекувања? Каква разлика очекувате? Ќе успее ли Села да обезбеди кворум? Кој ќе го земе печатот? Ќе има ли време за судска разврска околу печатот? Кој од овие 2 крила на лидери, заедно со нивните подржувачи, ќе биде принуден на овие парламентарни и председателски избори да оди на заеднички листи со Дуи, токму поради тој печат и логото на партијата кои во моментот се наоѓаат кај Арбен Таравари, или пак очекувате дека ќе се смират нивните страсти и сепак заедно неподелени ќе излезат на парламентарните и председателски избори кои се на прагот? Нема да се смират. Ова е веќе точка од која нема враќање. До ситуација се тепаат меѓу себе, значи функционери да тепаат други функционери. Значи кога се надмени нивото на кавга, кога одредена политичка дебата во одреден политички објект ќе добие ниво на јавност, значи јавноста знае, јас викам на сите земе да го примерот од дома, дека дома вие двајца се расправате, тоа е семејна расправија, кога комшиите ќе ве гледат и слушаат, веќе излегува од нивото на обична кавга. Во дворот да се карате, готово. Во дворот почнавте околу колата, се собере цело мало, веќе не е кавга. Шум доаѓа социјален работник, полиција, веќе го надминува нивото на кавга. Така да, искрено да ви кажам, јас дури и се надевам и очекувам да Села и неговата екипа го превземе печатот. Где е ту печат, како беше она со српскиот работник, где е ту печат. Да. Се надевам дека Села ќе го земе печатот, затоа што Села па се залага за интересно не да оди во коалиција со Дуи, него да излези со самостоен настап. Дефакторизирани се. Села е силен, условно речено, делумно силен, на територија на Струга.
во изборна единица 5 која е со Охрид, со Ресен, со Битола, со Крушево и со Кичево. Така да мислам дека тука нема што да направат, без поддршка може да се борат за еден пратеник. Еден да освојат. Во изборната единица 1 се апсолутно маргинализирани, тоа е пола Скопје, оние најурбаниот дел, аеродром, центар, кисела вода и Карпош. Во изборна единица 2... За подобата на Ковачот ќе зборуваме покасно малку, ако немате ништо против. Во основа сакам да кажам дека и да се издвојат силата, концентрирана сила, каде што може да крени број на гласови, е кај Арбен Таравари. Зошто е тоа така? Затоа што Арбен Таравари, неговата база ја заснива пред се во Гостивар, он е градоначалник на Гостивар, и околните селски општини. Села нема сила ни во Тетово и една од причините зашто Села даде оставка и се откаже од партијата, затоа што поддржувачите тогашно внатрешни партиски на Таравари од Тетово го бойкотираа Села. И Села падна дека беше председател на само 200-300 гласа, што е фарса. Така да, секој што ја гледа оваа работа ќе свати дека во дадената ситуација ДУИ, како партија, го тера Села да си уништи сопствената партија или на хартија да ја превземи. Нека ја превземи, ќе го земе името на хартија, ако алтернатива оди во коалиција како структура со европскиот или како и да се викаше збирот на три партии, за промени, без алтернатива и движењето на, кажете го, на Изет Меджити, тој единствено треба да преговара со таа екипа за бројка. Не знам, секој трет да биде од алтернатива или во изборна единица 6, пример се, нагаѓам. Вториот, петтиот и осмиот да бидат од кај Арбен Таравари и тој ќе постигне значаен успех, а пак ќе кажам, доколку Арбен Таравари заедно со оваа тројка учествува во изборна единица 6, таму тие ќе направат Джандар збира. Значи тие ќе одат преку 7 или 8 пратеници само во изборна единица 6. ДУИ ќе биде послаб, ќе освои може би 6 или 7, така да штом тука битката е добиена, на секое друго место ќе биде глава за глава. Така да мислам дека само штета ќе си направат на политичкиот субјект, а нема да повлечи значаен гласачки дел од нивниот колач. Рековте дека Села ќе го преземе печатот, бидејќи ќе оди самостојно, ние сме со поинакво мислење, меѓу редови прочитавме дека тоа му е само фарса и изговор, а ќе коалицира со ДУИ после изборите. Нека се обиде, тоа ќе биде реално смрт за неговата партија, затоа што никој што се приклучил до сега до ДУИ не просперирал, може би наплатил. Може би наплатил финансиски, ама не просперирал дефинитивно. Така. Какви се вашите очекувања ако во случај нема договор? Кон каде ќе се наслони гласачкото тело на партијата, односно како ќе делува сето тоа? Па во основа јас пак ќе кажам, кога одредена структура која е повлечена и има едно ниво на, да кажеме, лојални следбеници во позадина, како таа структура на Села, што да кажеме, еве идеолошки за нив, потекнуваат од ДПА, сега се тепаат за да одат заедно со бившо ПДП или со ДУИ. Тоа е слично како Љубе Бошковски со СДСМ. Еве, кој е он политички? Или кој Љупчо Георгиевски со СДСМ. Дали од пред 4 или од пред 8 години тие се политички порелевантни или се крајно маргинализирани на ниво на политичка смрт. На ниво на политичка смрт. Значи си наплатиле 1, 2, 3 директорски места, исповработиле 3, 5, 10, 20, 30 души, еден станал пратеник, тоа е тоа. Тоа ќе биде нивото на оваа структура. Видете, кога се тезгарите или пазарите со идеологија и отстапувате далеку драстично, тоа ви е за едно потреба. Тоа рок на трајање временски нема, така да немаат каде да одат. Структурата, прво, Зијадин Села не се повлече од партијата, оти беше уморен, него затоа што доживеа своевиден политички дебакл на локалните избори. Единствениот кој испорача нешто од таа партија беше, кажете го, Арбен Таравари, кој победи во голема општина како што е Гостивар. Со помош на гласовите на ВМРО.
де факто со гласовите на ВМРО, но треба да знаете една работа, како што на други места македонските партии се борат за албански гласови, така и во Гостивар се борат за македонски, затоа што таа квота на македонски гласачи не е така небитна. Значи во Гостивар нема баш малку македонци. Второ, македонците се свесни дека не може да добијат свој кандидат, но може да се изборат за места во Советот, за директорски места и за одредена сфера на влијание. Ако гледаме така, македонските гласачи помогна и градоначалникот на Тетово Билал Касами, кој од Беса исто така да победи. Македонците, особено во општините од западниот, северозападниот дел на Македонија, реално одат по логиката помало зло. Значи, де факто Арбен Таравари е помало зло од еден Невзат Бејта таму и дефинитивно Билал Касами е подобро решение од една Теута Арифи. Така да живеете како што можете, живеете како што знаете во тие средини. Дали ваквата ситуација во која што се наоѓа Алијанса за албанците ќе ги помеша плановите на ДУИ и на СДСМ за евентуални коалицирања пред се, како ќе се одрази врз ДУИ и доколку овие две крила од Алијанса за албанците официјално се разделат после одржувањето на денешното закажано Централно собрание, како ќе се одрази врз Европскиот сојуз за промени на Касами, Гаши и Меджити? Европскиот сојуз на Касами, Гаши и Меджити води своја битка и тој гледа да ги анимира сите можни потенцијални гласови и доколку не победи, иако јас пак ќе кажам илузорно е муабе да се прави за победа во некаков блок, не постои победа во блок, 120 пратеника има. Кој тепа тој води, кој тепа тој собира други околу него и се бори да избори 61 пратеник. Значи, ние сме унитарна држава, парламентарна демократија, нема албански блок, ваков блок. Порано тоа беа шеми, во минатото, кога имаше во голема мера нестабилно обкружување околу Македонија, ставете се во чевлите на македонските политичари во 94-та, во 98-та, во 2002 поствоен период, каде што секој ве плаши со некакви закани, со агресија од Србија, напад, анексија од Бугарија или од Грција, пренесување на воен конфликт од Албанија, прелевање на војна од Косово. 2024 година политичките состојби во обкружувањето се многу поразлични. Прво, де факто, Македонија е земја членка на НАТО. Значи, дали ко Северна Македонија или ко била каква, НАТО земја членка, полноправна земја членка на НАТО. Колективен орган за безбедност, каде што соседите не само што него анексираат, напаѓаат или било што, туку му ја штитат безбедноста и територијалниот суверенитет и интегритет. За информација на нашите гледачи, еве и во Македонија и во Австралија, небото на Македонија го чува грчката војска. Значи, јас не знам дали народот таму знае, небото над Македонија, ние се разоружавме со воени, да кажеме, летала, ние имавме украински сухои летала и некам други, тие ги отстапивме, им ги дадовме назад на Украина поклон, иначе тие 2001 Љупчо ги купи. Небото над Македонија со воени ловци го штити Грција. Така да, во денешно време некој да се заканува со дестабилизација, вака не постои. Второ, реалноста јазична, реалноста околу вработување, реалноста околу функции, веќе изумрена. Така да единствено нешто што во собранието е детерминанта е бројот 61 пратеник. Кој има 61 пратеник, прави влада. Во незе може да има. Во незе може да има 30 албанци, 20 албанци, 12 албанци, 2 албанци. Премиерот, кој го спречува утре Христијан Мицковски како премиер на владата на Република Македонија, да дојде и да каже, јас го одбрав Блерин, Фатмир, Идрис, луѓе интелектуалци, универзитетски професори, македонци од Швајцарија, Германија, Италија, ги ставам во влада. Тие не мора се од ДУ или од ДПА. Така да, јасно им е се повеќе им се отварат очи да тие партии на македонските албанци, единствено некој кој не ги да ја прифати таа нова реалност е ДУИ. Зошто? Затоа што ДУИ се сведе во една повластена позиција, каде што играјки на разделувањето на македонците
играјќи на картата на оној познат мајски договор кој Груевски за мир во куќе го направи во 2008 година, победник со победник, веќе не важи. Токму така. Зашто токму Дуи го наруши принципот на победник со победник. Така. Во два наврати. Дури во 2020, да се разбереме, тргнете ги БЕСА на страна, тргнете ги коалицијски, СДС има 37 пратеник, чист, ВМРО ДПМНЕ актуелно има 39. И мали коалициони партнери, нели, Стоилковиќ, Пренџов, значи неколку ликови се. Така. СДСМ успева да биде дел од власта, како условно речено носител на власт, веќе 8 година, без да има принцип победник со победник. Така да, приказната за победник со победник е завршена, веќе нема. Дуи тоа не сака да го прифати, а Дуи знае дека камења да паѓаат, тие повеќе од 3, 14, 15, иако и тие се премногу тумач, пратеници не може да пазите, имат ситуација кај што освоиле 19 пратеници. Ајде да се навратиме повторно на темите. Уште е малку околу оваа тема, ама не мора да е надолго, на кратко. На што се должи ваквиот раскол во алијанса на албанците? Дали мешањето на косовскиот премиер Албин Курти или барањето помош и сугестии на Таравари од Албин Курти е причината за ваквата состојба, или пак оваа поделба е почната многу порано, поточно откако Села свати дека безпотребно си даде оставка поради слабиот резултат на локалните избори во Тетово? И едно подпрашање уште, на подпрашањево, како гледате на политичарите кои одат на бацирака кај соседите? Таа сервилност и полтронство кој партиите на македонските албанци не е ништо поразлична од добар дел на политичарите во македонскиот блок, со тоа што ние немаме друга, условно речено, матична држава, албанците имаат две, тоа е и Албанија и Република Косово, и мислам дека е тоа повеќе прашање на гребење за влијание. Едната држава има маса од 3-3,5 милиона народ, другата има од, слично ко Македонија, 2 милиона народ, и мислам дека тоа е прашање на недоволна, да кажеме, реализираност као личности, а и за некаква поголема стратегија. Видете, во основа стратегијата на Балканот има една основна. Границите ќе останат тие кои што се, повеќе делби покрај, еве гледате ни Босна не се дели, остана комунитарна држава. Косово беше повеќе од неизбежно да се случи, затоа што беше 90% етнички чисто население, територија која Србија вршеше голем притисок, и мислам дека тоа беше последната таква насилна, да кажеме, промена на граници. Мислам дека Европа и Америка као стратешки партнер, нели, како условно речено полицаец тука на Балканот, ќе игра на карта на обединување на Западниот Балкан и интегрирање во Европа. Јас неколку пати имам речено, нас многу голема неправда ни се прави, по многу аспекти, како македонци. Тој Западен Балкан да се обедини им одговара на србите и на албанците, затоа што тие немаат силни држави каде што има домицилно нивно население вон Западниот Балкан. Македонија, да. Најголемиот дел од македонците живеат во Европска унија. Бугарија и Грција се во Европска унија. Така да ние, ако се двоиме со нашите браќа во Пиринот, во Егеот, и не само во Пиринот, знаете и самите дека македонците во Бугарија се распространените низ цела држава. Македонци пола град Варна на Црно море а со македонци. Ние единствениот начин културно да се обединиме е во Европска унија. Колку и да сега ова што се случува на Република Македонија е деструктивно и проблематично. Кога ќе бидете член од еден сојуз, кога нема да морате пасош да вадите, кога пасош ќе ви треба само за одење во Америка или во Австралија, кога во цела Европа со лична карта ќе одите и нема да застанувате, кој од вас знае со македонски документ кој патувал низ Европа, знае какво е понижување. Еве јас патував во Виена, вика земји членки на Европска унија си праќаат вака. Ние другите како идиоти ред чекаме, заедно со луѓе од Африка и од Азија. Ние чекаме ред. Така да тоа што одат на баци рака кај кажете го Албин Курти. Албин Курти во моментот пробува да се факторизира и да биде поголем од Еди Рама. Значи тој сака да биде поголем од Еди Рама и тој тера некаква условно речено голема албанска или сеалбанска политика, но како паралела на Еди Рама, нешто различно. Тоа е слично како што во исламскиот свет Саудиска Арабија сака да биде центар на сите муслимани, а од друга страна Ердоган сака тоа да биде Турција.
новие влечат арапска, така да тоа е игра, а тоа што нашите партии што одат на баци рака, тоа е само доказ како после понатаму политика треба да ги третирате. Значи тој што карактерно се поставува дека е вазал, ќе биде во животот третиран како вазал. Тоа е тоа. Господин Ристевски, поранешниот лидер на Алијанса на албанците, а сега председател на Централното собрание на партијата Зијадин Села, го прогласи сегашниот лидер Арбен Таравари за контрабандаш. Како гледате на тоа и како ќе ја прокоментирате неговата изјава дека, цитирам, некој сакал да ја контрабандира Алијанса за албанците за потребата на некои сичинители, но тоа не било добро за албанците и за граѓаните на Северна Република Македонија и дека тие, мисли на неговите поддржувачи, немало да го дозволат тоа. Дали со оваа изјава Села ги стави албанците како државотворен народ на Македонија, а македонците како граѓани? Интересна теорија. Па не е теорија, тој така го кажа. Албанскиот народ, а македонците и граѓаните на Република Македонија. Види, они се борат само за парче од колачето. Тоа ќе ти кажам. Значи, цела онаа кажана борба за права и се што направи и вметна во државата и во уставот, кога ќе се смени одредена политичка структура и одредена власт, и после неколку години, знаеш ли на што ќе се сведе? Хипотетички. Еве да не биде Алек, ќе биде Јон. Јон ќе дојде и ќе се избори да биде во одредена фела главе. Директор, министер, функционер, било што. И ќе му дојде некој како Таравари, како Села или како Али Ахмети и ќе му каже: "Ама албанци, албанци, албанци." И он ќе каже: "Нема проблем." Ќе оди во заводот за вработување, ќе распиши конкурс, ќе му се појават 40 кандидати, ќе му се појават 15 албанци и он ќе си одбере 5 албанци. И него ќе му срипа сите овие претходниве, ама ние, вика, не ги предложивме. И он ќе им каже многу едноставно: "Чекайте, господа, вие се залагате за етничка правична застапеност или за примање на ваши подобни партиски кадри?" Значи, ако во оваа држава се залагаме да има одредена застапеност во институциите на албанци, не значи дека партиите треба да ги бираат тие албанци. Затоа што луѓе со капацитет, со знаење, со влијание или било што има еден куп. Така да сите овие изјави се само своевидна политичка борба за да се освојат места, политички функции за да можат да тезгарат и да се обидат да соберат нешто од државниот колач, ништо повеќе. Се губи поентата на се ова што го зборуваат. Така да не би ги сватил сериозно. Откако министерот за информатичко општество оствари средба со техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски, кој доаѓа од редовите на ВМРО од ДПМН, но и по Фајсбук најавата на Арбен Таравари дека ќе оди во коалиција со Европскиот сојуз за промени, кадровската комисија од Алијанса за албанците побара од техничкиот премиер Талат Џафери да го разреши министерот за здравство Фатмир Меджити и министерот за информатичко општество и администрација Азир Алију со образложение дека немале поддршка од партијата. Дали првичната изјава на Џафери дека ќе разговара со нив беше еден вид на притисок за тие сами да си поднесат оставки? Како гледате на ваквите задкулисни игри? Како гледате и на изјавите од овие двајца министри пред да им се случи тоа што им се случи, дека тие одговараат пред нивниот лидер Арбен Таравари, а не пред Џафери, како што рекоа во нивните изјави дека нема да си поднесат оставки? Алију и Џафери се едни од подобрите македонски албанци кои сме ги имале за министри, за волја на вистината. Не можам да кажам дека се сјајни, дека се совршени, дека се бог знае што, но Алију е лик кој е универзитетски професор и е програмер, исклучително паметен и на место и имаше многу добри предлози и дури се закануваше дека ќе излезе од влада доколку не му се примени и изгласа законот за реформи во јавната администрација. Фатмир Меджити се обиде да направи голем рез пред се во државна болница. Имаше некои интересни разрешувања кои беа доста скандалозни, но он стоеше позади својата одлука и се покажа како еден своевиден бескомпромисен борец
за тоа што го верува, дали е во право или не, времето ќе покаже, но факт е една работа дека не е мекуш. Значи дека е човек кој цврсто стои позади тоа во што верува. За разлика од некои претходни министри како Филипчи и некои други, покажа став, покажа достоинство, јас тоа го почитувам. Така да цел овој притисок и целова фарса за нивно разрешување беше нема врска ни со стручност ни со компетентност, до пред 10 дена сите ги фалеа и двајцата. Никој не го дискутира од друга страна третиот министер Кренар Лога, што според мене за ништо не го бива, ама тој веќе друг мовет, ама тој е политички подобен, така да него очигледно му се простува се. Едноставно фарсична ситуација каде што е борба за гола власт. Тоа е тоа. Како гледате на тоа што од Алијанса за албанците, поточно од крилото на Зијадин Села, уште пред да се знае дали ќе бидат разрешени двајцата министри кои го подржуваат лидерот Арбен Таравари, кој барање за разрешување дојде од кадровската комисија, како што рековме, на партијата која е на страната на Зијадин Села, предложиле нови имиња за министри во техничката влада. Како гледате на тоа што техничкиот премиер Тала Џофери се одлучи да го пушти во собранинска процедура барањето за разрешување на двајцата министри Меджити и Алију, подржувачи на крилото на Арбен Таравари, се со цел да ја отвори вратата за реконструкција на техничката влада. И тоа само на 7 дена откако ја изгласа. Дали Џофери со ваквиот чекор направи преседан во собранието или пуч, и дали тој уште еднаш, но сега од премиерската фотелја, застана на страната на Дуи? Фарса се рушат сами себе си, чекори на паника, чекори на фрустрација, не знаат кај тераат. Дуи ретко реагира вака глупаво. Тоа што го прави Села, само потврдува дека е кукавишко јајце внатре во партијата, кој пробува да се уништи сопствената партија и изровари од внатре. Жално за греота, немам што да кажам. Како реагира Дуи, очигледно некој им ги поматил плановите, им ги измешал лончињата и ова е панична реакција, но мислам дека не сваќаат. Вчера гледав една изјава, двајца гости беа на телевизија и рекоа најголемо нешто што албанскиот гласач во Македонија го иритира е кога македонец му кажува како треба да гласа. И ако го убедува македонец дека треба да гласа за едните, тој ќе гласа за другите, што е логично и ние го имаме тоа менталитет. Слично, тоа што вика инает. Балкански инает во случај кога ништо не ти оди, ти тераш контра, па што сака нека е. Така сега ќе се потврди во ситуацијата. Со самото тоа што Дуи го прави се во ова роварење и со самото тоа што на ваков перфиден чобански начин уништува техничка влада на која работата е само да спроведе избори, ќе им се удри од глава на Дуи. И не само што нема да успеат да го разбијат опозицијскиот блок, туку ќе изгубат многу од своите гласачи, затоа што на обичниот народ му е згаден на тие сплетки. Јас знам како функционира тој систем, израснат сум цел живот во Чаир. Во два политички наврати албанското население сакаше да го бойкотира Дуи. Јас као вчера се сеќам, погази баба на брдото горе улица Тодор Чангов, Паја, Кордан Чопела, кои беа, не знам, се улици, Виргино во тој дел под природно-математички факултет. До 3 саат нема ништо и одеднаш ги пуштаат бандите нивни, доаѓаат по дома и викаат ти го вработивме детето, ти ја вработивме фамилијата, ќе лета од работа, дојдеш да гласаш. Со комбиња ги собират и ги носат на гласање. За разлика од пример ВМРО-вските гласачи кои гласат рано по сабајле, членството. Членството на ВМРО ДПМН гласа најкасно до 11 сат. И тоа е прашање да знае тебе и на структура и на дисциплина. Сите кои се генерално ВМРО-вци, поготово членството, викам, необичниот народ кој излегува по сопствено убедување, гласаат меѓу 7 и 11. Рано по сабајле. И затоа ВМРО ДПМН многу често е комотен во позицијата, затоа што знае што му излегува на гласање. Кога вие имате, не знам, 200-250 илјади гласа до 11 сатот, после ви е лесно во текот на денот. Иако кај нас, пример, за разлика од Америка, не знам во Австралија како е, рекламирање и агитирање на денот на гласањето не е дозволено. Тука е забрането агитирање на денот на изборите. Забрането агитирање на денот на изборите. Овде. Во Америка, пример, не е. Во Америка може до задните 15 минути вие јавно да се обраќате и на телевизија да викате луѓе да гласат и против кого да гласат и за кого гласат. Така да тоа е разликата системска, но сакам да кажам,
Дуи со овие чекори, ова сето што го прави, и ова однесување на Талат Џафери, тој само докажува и потврдува тоа што јас го реков пред 2-3 недели на некои мои телевизиски настапи, дека Дуи испушти фасцинантна, епохална шанса да на местото технички премиер од нивната партија, тоест преку нивната партија, постави филјан човек, значи човек со кој се вкупното албанско население би се гордеело. Тие поставија насилник, човек кој со превара стана председател на собрание, човек кој со уцена беше помалку од година дена министер за одбрана, човек кој е воен дезердер, човек кој крена оружје против собствените колеги од армијата и против македонското население, така да Дуи, за да задоволи некакви нивни фрустрации, лични, внатрешни, политички, или за да го задоволи военото крило, или не знам што им беше идејата и концептот, или пак само лобирање на некаква структура на Талат Џафери и луѓе околу него, испушти епохална шанса да на македонците на севкупната држава Македонија им покажа дека можат да изберат човек со кој државата би се гордеела. Значи, рачунете, СДСМ го има можноста, као најголема партија од власта, да предложи технички премиер, им го отстапува местото на Дуи, Дуи требаше да се надмине и да одбере филјан човек. Дали некој бизнисмен со милиони, дали некој универзитетски професор, дали некој глумец. Значи, тие што направија го предложија Талат Џафери. Така да, ова е само доказ на нивното тонење. Така. Како што рековме, епилог од нивното разрешување е веќе познат. Тие на вчерашната владина седница со 62 гласа беа разрешени, а за во понеделник е закажана нова седница. Најверојатно тогаш ќе се бираат новите предлози Илир Демири и Наим Бајрами на местото на разрешените министри. Како гледате на ваквиот епилог? Па еве, видовме тоа ноќеска пред, колку беше, пред 7-8 часа и пројде и тоа е тоа. Жално, бедно за греота. Сега ќе се смееме наредниве месец дена, дека наредните 3-4 недели, 3 недели, дека официјално не се распишат изборите. Кога се распишат изборите, веќе не е техничка влада, него е влада веќе во оставка. Ќе почнат еве, веќе гледаме еве кандидати, избори за кандидати за председател. Со исклучок на ВМРО ДПМН кој без проблем, па и СДСМ, сите други мора да собираат 10.000 потписи за да имаат кандидат за председател. И тоа е тоа. Со овој потек ништо не направија. Значи, апсолутно ништо не направија. Само Дуи се деградираше, структурата на Зијадин села покажа дека се продадени души кои се чираци и слуги на Дуи. Да разрешите министер за здравство, тоа не е еден од оние 5 пресудни министри каде што се гони нели корупцијата. Министер за здравство имате, министер за информатичко општество имате. Тие министри се битни воочи изборите. Информатичко општество ви треба за да напуните институции со службеници кои вас ви одговараат и за исповработите луѓе. Може затоа беше законот кој го донесе Фатмир Бесими во финансии, за да не треба повторно Министерство за финансии да подпишува за нови вработувања, него доколку направи годишен план секој директор, секој функционер и доколку предвиди средства да може да се реализира. Така да сега дури гледаме дека всушност во позадина овие двајца министри од Алијанса, дека всушност им ставале сопка на одредени чекори на Дуи кои сакале да ги направат, ама немале ни храброст ни време да ги исечат. И сега само се прави една фарсична ситуација што пред 4 години Оливер Спасовски како технички министер ги направи, кога ја разреши, а не назначи нов, ја разреши Рашела Мизрахи од труд и социјална политика. Така. Ништо не направи. Како гледате на она што се случуваше за време на расправата во пленарната седница, доколку имавте можност да видите барем дел од таа расправа, и зошто се брзаше техничкиот премиер Џафери, но и парламентарното мнозинство, кога официјално Алијанса за албанците се уште е дел од коалицијата со СДСМ? Зошто не го почекава официјалниот став на Алијанса за албанците кој се очекува да се донеси денес на закажаното централно собрание на партијата?
Две работи, затоа што е полна агендата во наредните 10 дена во собранието, има еден куп работи кои се пречи, кои се по-битни, релевантни да се истуркат. Второ, затоа што излезе еден муавет каде што Фатмир Меджити очигледно имал намера да разрешува дел од директорите кои се или корумпирани, или непослушни, или дисфункционални, поготово од клиничкиот центар, и каде што излезе една комуникација, вибер комуникација, каде што Артан Груби ги координира и им вели на директорите да земат боледување и да седат дома, затоа што доколку си на боледување не може некој да те разреши, да те смени. Тоа е некаква законска блокада, дека си болен не можеш да добиеш отказ или да бидеш сменет. Така да имаш една фарсична ситуација каде што еден куп директори се болни периодов, со отворени боледувања, така да очигледно е некоја поголема игра каде што очигледно не е прашање на поделбата и не е прашање на издржаност, да кажеме дали некој има печат или не, него едноставно сака да ги тргнат. Тоа е тоа. Дали некој се обидува проблемот во Алијанса за албанците да го префрали во владата и со која цел се прави тоа? И према вас, кој е тој или кои се тие кои го посакуваат сето тоа? Па во основа се ова што се случува е позадина на Дуи. СДСМ е веќе брод кој е потонат. Неќе ни самите се соочат со тоа. Ќе пробат да извлечат нешто или да бијат пата или ќе мислат дека некој западен играч ќе ги донеси близу до власта, но во моментот е битка за Дуи. Дуи е тој кој во задниве 20 години помалку или повеќе одлучува. Секој пат кога страната која не одговара, која е посилна, Дуи е тој кој превагнува и ги анимира другите. И тоа е тоа. Немам што да додам. Да. Министерот за информатичко општество и администрација Азир Алију изјави дека Артан Груби на владина седница самоволно одлучувал која точка од дневниот ред треба да се најде на разгледување, а која не, со што на некој начин го презел раководството со владината седница наместо Талат Џафери, кој аминувал на односот на Груби. Верувам дека ја слушнавте неговата изјава, но за гледачите и за слушателите на македонски корени предлагам да ја слушнеме. Почитувани граѓани, сакаме да ве информираме дека денеска третата седница на владата на Република Северна Македонија се одвиваше надвор од сите правила и процедури во кои што ги имаме и за жал Артан Груби одлучуваше која точка да помине и која точка да не помине. Сакаме денеска да ве известиме дека Артан Груби за сите проекти во кои што се надлежни Министерство за информатичко општество и Министерство за здравство, едноставно без да ги чита ги одбиваше, а за жал техничкиот премиер на тоа аминуваше. Дали сте изненадени од ваквиот однос на Груби и како гледате на разрешувањето на директорот од Алијанса за албанците кои застанаа на страната на лидерот Арбен Тараварија, кои разрешувања се случија токму на таа трета владина седница за која зборува Азир Алију? Па кој што реков стартно, Алију е човек со знаење, интегритет и досега во голема мера одговорно си ја тераше работата. Јас имам почит кон човекот, иако имам несогласување за дел од тоа што го прави, начинот на кој го прави, но тоа е различна крвна група од структурите кои се делумно и од неговата партија и од Дуи. Така да, со самото тоа што изминативе недела дена владата почна да разрешува директори кои припаѓаат на мнозинството од Алијанса и со самото ноќешно разрешување на двата министри само зборуваат за немојкта, а демонстрирање на сила додека ја има на структурите на Дуи и тоа е само една неславна тенденција на тоа како ќе потонат. Одлично, само така нека продолжат, нека разрешат се што можат, нека избркаат се што можат, уште посилно ќе паднат од земја, тоест од повисоко паднат. Како ќе го прокоментирате тоа што на новинарите не им беше дозволено изјавите на овие двајца министри да ги снимаат во владиниот прес-центар, туку беа приморани тоа да го направат во дворот на владата? Насилство, селјачизам, чобанство, фрустрација и немање демократски капацитет. Јас лично сум прошол
изминатиот период на еден куп такви византиски игри, сум ги осетил на личен грб, прераспределување, преместување, праќање разни работи од позадина за кои јас не сакам да зборувам, ама сум ги почувствувал, сум ги осетил, знам на своја кожа како е и само ќе кажам ќе издржим уште малку. Уште малку. Да. 8 не е далеко. Неформално изборната кампања е започната. Дел од политичките партии, особено оние од албанскиот политички блок во Македонија, го заострија, поточно го радикализираа вордингот. Како гледате на оваа појава, која претежно се појавува за време на изборните циклуси и зошто се уште не се надминува ваквиот балкански синдром? Дали ова е поради начинот на кој што се однесуваат граѓаните или граѓаните се однесуваат онака како што партиите сакаат да се однесуваат и затоа ваквиот радикалистички вординг и со ваквиот радикалистички вординг ги хранат националистите? Не до голем детал имам пратено изборни циклуси во Австралија, ама дефинитивно имам пратено во Америка и во Англија. Вие знаете еден за друг што кажуваат, знаете до кај чепкаат. Швалерки, писма, љубовници. Овие се националистички. Вордингот националистички. Тоа проаѓа. Што не е националистички? Едно скопско и се е можно. Да, ама може да ви кажам нешто? Вие гледате во Америка дека има шанса Тексас да се одвои од Америка? Тоа не е национализам, тоа не е сепаратизам. Значи, го доведоа десничариве, демокративе, го доведоа Тексас до ниво да размислува да се одвои од Америка. Што сакате повеќе? Ете исто е национализам. Еве, Калифорнија не зборува дека ако излезе од Америка, дека ќе биде шеста најака држава во светот. Знаете што значи за Америка, Калифорнија да не е во Америка? Значи, немојте да ми... А пазете, таму нема етничка делба. Што се калифорнијанци? Тексашани? Значи, сега да ви кажам, системот на сецесионизам и системот на делба е прашање на две работи. Еве еден ваш очигледно стален гледач со некаков си профил без личен идентитет, ама добро, еве, прво ми искара дека сум удрен како со летва по главата, но и ми кажа да кажеме дека сите биле фатени за гуша и дека тоа правило било од удба од кога владе окупиранава држава. Делумно ќе се сложам со коментарот, освен дека сум удрен со летва, дека во голема мера има два аспекти. Едниот е не човек... замерувајте, бидејќи секој може да се каже она како што му дошло во моментот без да изброи до 5, дека тоа е навреда. Му благодарам. Се се однесува на две работи. Или, како што дотичниот спомна, луѓе кои се подложени на уцени и има некој леверидж за нив, со што да ги стави пред свршен чин, да прават нешто во што не веруваат, што покажува дека се тие кои ги прават таквите обструкции, таквите состојби, покажуваат две работи. Прво, дека се искварени, расипани личности, кои направиле нешто за да некој може да ги оценува, и второ, дека се нестабилни ликови, кои немаат лично достоинство, затоа што ако сте маж, нели, човек со интегритет, сте направиле дело, доаѓа некој да ве оценува, да ве тера да правите нешто што не сакате, викаш, објави го тоа што го имаш, ќе лежам. Така? Тој човек со став. Напред, знаете, само едно бележба како бегство од ова, за да ви објаснам поентата. Знаете ли што е разлика меѓу криминалец и политичар? Криминалецот кој почнува да се занимава со криминал, тој има предвидено дека одреден дел од животот ќе помени во затвор. И тој нема проблем со тоа. Значи, тој е свесен дека 3, 5, 7, 10 години ќе биде во затвор. И свесно се бави со тоа, затоа што вика, ќе лежам толку, ама останатиот дел од животот ќе... Поголем дел од политичарите не се свесни за тоа, или не веруваат дека ќе им се случи, и кога ќе бидат ставени пред свршен чин некој да им го извади тоа што го имаат за нив, вршат предавства, работат спротивно на своите убедувања, го вртат грбот на народот. Тоа само докажува колку ниски, бедни ликови се. Така да, времето ќе покаже кај да ќе тераме.
Сега со сигурност се знае дека за прв пат се појави здружен опозицијски блок кај албанските политички партии кои на овие избори ќе се залагат за уривање на моќта на Дуј, за да го симне од тронот на власта кој го одржи веќе 22 години. Ќе успее ли Европскиот сојуз за промени во нивната намера и како ќе се постави после изборите во однос на нивните барања за да влезат во владина коалиција? Ќе ги зголемат ли нивните небулозни барања и до каде се спремни да одат? Јас не гледам надеж ке албанските партии, затоа што нивните програми во најмала рака се дебилни, сите политички партии. Има квалитетни луѓе во нивните редови. Еве баш разрешените Алију и Меджити јас ги сметам за квалитетен кадар, за принципиелен и професионален кадар, не 100% со тоа што го правеле, но луѓе со капацитет. Каде е поголемиот проблем? Не зависи се од нив, тие мораат да испорачаат резултат за да Дуј падне. Главното на овие избори ќе биде колку пратеници ќе освои ВМРО и неговата коалиција. Ако ВМРО оди цирка 50 на пратеници, тоа е добро, но е лабилно. Ако оди негде на околу 54, 55, 56, тоа е веќе повеќе од добро, да не речам одлично. Ако се случи некакво чудо, вон сериско на кој исто така се надевам, иако делумно е тешко остварливо да отиди преку 61, тогаш тоа е тоа. Ако ВМРО има 61, ВМРО може да ги покани Левица, може да го покани Знам на Максим Димитриевски, може да покани мали партии, може да покани еден албанец, 3, 7, 12, кого сака. Затоа што тој од старт има влада. И кога од старт има влада, само е прашање дали ќе привлечи, да кажеме, креативна енергија плюс пратеници заради стабилност. Што е поентата кај албанскиот блок? ВМРО ДПМН им има кажана една работа. Не може Дуј да има 17 пратеника, вие да имате 8. Не може Дуј да има 20 пратеника, вие да имате 5. Значи, вие мора да бидете релевантни, не мора да победите, битно е ВМРО да победи, но вие мора да станете релевантен фактор. И вака разцепкани 2 пратеника ваму, еден ваму, не оди. Токму затоа тие се обединија. Дека јас некако, као лично, ако ме прашуват искрено, ако јас лично имам бог знае каква надеж во еден Африм Гаши, немам никаква надеж во Африм Гаши, ниту пак имам надеж во Изет Меджити, значи цела таа структура, јас сум од Скопје, од Чаир, никаква надеж немам ни во Африм Гаши, ни во Изет Меджити. Ама па апсолутно никаква надеж немам во Бујар Османи и во Артан Груби. Што е сега поентата? Дали ќе биде Сјаши Мурто, качи се Курто во дадената ситуација? Може би ќе биде, но поентата е дека на самата држава е потребна промена на една структура која предолго владее, премногу долго си има имплементирано внатре во системот и премногу долго ровари и прави структури каде што гледате што се случува со државна лотарија, луѓе од Нова Македонија сакаат фирмата да ја селат во Визбегово, таму во зоната на пат према Косово, во некој објект што пример Јон го изградил, па празен му седи, па и под кирија да го издајме по цени на 10 години. Да се разбереме, кога одиш под кирија објект изнајмуваш на 1 или на 2 години. Ако ти подпишеш договор за 10 години, тоа купи го. Која државна институција човече подпишува кирија на 10 години, ненормална работа. И ту да селиш институција државна, формирана од државата, вон Скопје, во индустријска зона. Мртната работа. Тоа само докажува до нивото на комоција до која се стигнати, развиена мрежа, развиена структура, за да може да прават што сакаат. Така да, очекувањето е едно. Тој опозицијски блок да стани релевантен помеѓу гласачкото тело, да се сруши оваа актуелна структура на Дуј, да одморат година, 2, 3, 5, 7, да се расчитат внатре, еден куп ликови додат затвор, и тогаш може да настани промена, но и да се даде една нова атмосфера дека во државата треба да престане да има партии со чист етнички предзнак. Ова е држава, дали се викала Македонија, Северна Македонија или Липутанија или како и да е, една држава е граѓанско општество и ние треба да престанеме да бираме политички избраници според етникусот. Зошто? Затоа што праксата покажала дека овие партии
во основа немаат ништо освен борба за некакви лични, етнички, внатрешни права, а не придонесуваат за заедничкото доброчинителство на севкупниот народ на државата. Кој закон вие го знаете кој излегол од Дуј? Кој закон излегол од Беса? Кој закон излегол од... За лотарија, за казината. Значи личен интерес, не збориме за да сме живи и здрави. И то пазете, ги носат со европско знаменце. То знаете каква злоупотреба, за тоа треба еден ден да лежат еден куп луѓе во затвор. Европско знаменце стануваш за коцкање. Знаете што е поентата на европско знаменце? За да народот е во Австралија, ако не знам неколку збора да објасниме. Се скратува драстично постапката, нема парламентарна расправа да трае или да се прекини седмицата или било што, туку се ограничува во 3 дена и после 3 дена кој кажал, кој решил, се оди на гласање, подитна постапка. Поентата е тоа за да се направат закони за усогласување на Македонија со европското законодавство. Ние носиме закон за коцкање и ние носиме закон за одгледување марихуана. Која е таа хармонизација со Европа? Носиме закон за намалување на затворски казни. Тоа е заевиот закон. Да. Како да се спречат таквите албански радикални барања, господин Ристевски? Дали единствениот лек е во конечното будење на македонскиот народ за време на изборите, кои доаѓаат да гласаат за политичка партија која реално има сила, знаење и можност да го поврати сето она што во последниве 6 до 7 години го направи ненародната власт на Заев Ковачевски, наместо за СДСМ која докаже дека не работи во корис на националните интереси на Македонија и македонскиот народ? Единственото чаре на изборите на 8 мај е севкупниот народ македонски, севкупниот народ кој има документи од Македонија, без оглед на неговиот етнички бекграунд, каде и да е, во цела Македонија и во светот, сегде каде што има можност да гласа, без оглед дали ќе дојде овде во државата или преку дипломатско-конзуларните представништва каде што е, треба да се регистрира, треба да се пријави, треба да гласа. Дефинитивно. Дури да не се сложува со многу работи, треба да гласа против власта. Било кој што е влезен во актуелната власт, треба да исчезне, да го нема веќе на политичката сцена. А ако го има, треба да длабоко биде маргинализиран. Мој став е дека единствен некој кој од структурата на опозицијата може да ја струши ова однанародена ненародна власт е структурата на ВМРО ДПМН и политичките субјекти околу нејзе. Затоа што и јас сум еден од оние кои смета дека не треба се цепка опозицијскиот глас, но пак ќе кажам, секој опозицијски глас за секој кој не е во владинава структура е глас за ослободување, глас за напред во Македонија, иако јас се надевам дека таа коалиција и таа обединетост која ја креира околу себе ВМРО ДПМН дека ќе победи и дека конечно таа структура ќе научи од своите грешки и нема да ги повтори одредени пропусти кои биле во минатото. Така. Како гледате на она што се случи на почетокот на неделава, поврзана со случувањата во Алијанса за албанците? Имаше закани по живот за Дритон Небију, кој го поддржува Зијатин Села, пратки во која имало и Куршум беше пронеден пред влезот на домот на градоначалникот на Гостивар и лидер на Алијанса на албанците Арбен Таравари. До кое дно ќе одат со ваквите закани за замолчување на демократијата, особено она со пратката со Куршимот, и од кого би можело да биде испратена ваквата закана и зошто? Ниско цивилизацијско ниво. Мислам дека најголем дел во лицата кои се инволвирани во добар дел од политичките партии на албанците, нека ме извинат, но добар дел од тие луѓе се со ниско цивилизацијско ниво. Нивото на Кавги го сметаат лично и самиот тој кој вербална расправа или несогласување идеолошко го сведува на ниво на насилство или на закана со убиство, тоа зборува за ликот кој го прави тоа. Ако видов дека двајца директори си степале, па едниот на другиот му влегол па го излупал буквално, како да ви кажам, не знам, тоа современиот свет не го прифаќа, не го сваќа.
Така да мислам дека сето ова што се случува неделава е само една ескалација на тоа што се собираш и пак ќе повтораме по кој знае кој пат во емисијава дека стравот на Дуи и нивното тонење конечно дојде до израз и дека го изгубија нели оној играч на кој се надева, структура со 8 пратеника, вака онака, мислеа дека топтан ќе се спојат, ако не се спојат со СДСМ, дека ќе се спојат тие две заедно, па ќе повлечат, не знам, 20 кусур пратеници во албанскиот блок, дека ќе ги уништат овие отпадниците. Сега, ако е алијанса со нив, тоаш Дујот па ги одигра, така да тоа е тоа. Како гледате на фактот што Државната изборна комисија не е комплетирана, бидејќи се уште има едно празно место, кое место треба да и се даде на опозицијата од албанскиот политички блок, а тоа е Европскиот сојуз за промени на Касами Гаши и Меджити. Дали ова е поврзано со одлуката на лидерот Арбен Таравари на овие избори да настапи заедно со Европскиот сојуз и дали овде ги гледате замешаните прсти на Дуј? Па види се, после ова ситуација, сега ќе мора да го дадат местото, иако е фарса, пак ќе кажам, пак тонење на Дуи ќе биде сега, од кога тие предходно калкулира за тоа дали местото во ДИК треба да го земе кандидатот тој Европски блок на Гаши, Касами и на Меджити, или тоа место треба да го земи кој партијата која долго време беше во опозиција, сега е власт, тоа е Алијанса. Супер, сега Алијанса е опозиција. Така да шум Алијанса е опозиција, сега веќе се купи поентата за неизгласување на тоа едно место. Супер, сега Таравари ќе отиде со опозицијата и еве нека биде човек од Алијанса, ама тој ќе предлага кандидати кои се од алтернатива, од БЕС и од другите. Така да гледате кога нема да ги пресметате како што треба работите со време, гледате дека самите се губите во играта. Дуи токму тоа му се случи, се губи во играта. И сега кој ќе му биде аргументот за негласање на 7-миот член во Државната изборна комисија? Така. Веќе нема аргумент. Значи ќе испадне дека Дуи сага да ги саботира изборите, значи нема друго објаснување. Затоа што знаете во Државната изборна комисија имате 4 од власта, 3 од опозицијата, но председателот на ДИК кој ги влече конците, нели ја спроведува таа постапка е од ВМРО-ДПМН предложен. Тоа е Александар Дашчев. Александар, да. Еса, во ситуацијата имате 4 од власта, 2 од опозицијата, 2 се ВМРО-овци. А албанецот, едниот кој треба да представува таа албанска структура, да кажеме, го нема. И сега еве не ќе да биде од алтернатива, не ќе биде од БЕС. Супер, стајате со човек од Алијанса, ама тој ќе работи со опозицијски. Да. Така да, тоа е тоа. Деновиве, од анкетата спроведена од Институтот за политички истражувања, излегува и податоците за уште неколку изборни единици. И во овие изборни единици, како и во двојката, што излезе кон средината на минатата недела, ВМРО-ДПМН е во двојна предност пред СДСМ. Врз основа на бројките во оваа анкета, какви резултати очекувате? Како спрема вас ќе биде поделен парламентарниот колач составен од 120 пратенички места? Сега знаете што? Не. Најсочното, најмрсничкото е четворка и тројка. Четворка и тројка во задните 30 години знаете кој гази, така? Да. И па сега што актуелната власт доживува потоп кога ги дадоа Кец и петка и после двојка и шестка, што мислите во 4 и во 3 што ќе се случи? Па ние вас ве Само прашуваме. ви кажам еден пример. Во изборна единица 4, кога во најголема доминација и најголем раст беше Зоран Заев и кога беше премиер, него Александар Николовски му направи пата. Значи, него Александар Николовски му направи пата кога он беше во најголема сила. И тоа е врвот што СДСМ го достигнал. Тоа, за гласачите да знаат, изборна единица 4 е Прилеп, Могила и Новаци, се до граница со Бугарија. Значи, целиот југ. Малку неприродна средина, значи мораш да кружиш нели преку Кавадарци, Неготино и Росомон, тоа е исто четворка, и цела она југоисточна Македонија. Тоа е изборна единица 4.
Во таа изборна единица 4, што се смени во задните 4 години? По 80% од општините, по 80% од општините ги превзеде ВМРО ДПМН. А власт СДСМ има во Струмица, иако на терен ја губи, и во Валандово, и мислам дека во уште една општина, така нешто, од тие општини. Сите другите се предводени од ВМРО ДПМН. Мислам дека во таа изборна единица ВМРО ќе освои во споредба со СДСМ најмалку 3 до 4 пратеника плюс. Барем 2 сигурно, но и повеќе. Изборна единица 3 е изборна единица која почнува од маргините на градот Скопје, значи Петровец, Зелениково и Линден, тоа е, нели, како би рекло, источниот дел од Скопје према автопатот, до Берово. Заедно со Крива Паланка и заедно со славниот исток, нели, Штип и надолу Велес. Значи, дел од источно Скопје, градот Велес и цела североисточна Македонија до Берово, Делчево тој дел. Тоа е тројка. Во таа тројка СДСМ доби сила во задниве неколку години, ги држи се уште Крива Паланка, Ранковце и Делчево. Има некаква политичка сила, но таму силно гази и сила добива и една левица. Така да мислам дека и тука ќе има победа на ВМРО ДПМН. Мислам дека ВМРО ДПМН повторно ќе оди над 10 пратеника. Рекордот таму, да знаете, е 14 пратеника во времето Владко Ѓорчев 2011 мислам дека беше. Обично ВМРО таму победуваше со 14-6 или 13-7. Мислам дека тие бројки нема да се повторат, но мислам дека ВМРО таму ќе оди преку 10 пратеника. Мислам дека некои од другите партии ќе освои неколку пратеника. Јас мислам дека СДСМ таму ќе падне на, не знам, 6 или 7 пратеника. Така да, ако ги земеме сите, дали толку, треба да се среќни, воопшто да ги освојат 5-6 пратеника. Така да, ако ги земеме бројките, овие бројки што сега се прикажуваат во овие 4 изборни единици, што детално ги продискутира новинарот Васко. Стојан Трпчевски. Да, Стојан Трпчевски на Македонската радио телевизија, заедно со Влајко Божиновски и со Пеџа Арсовски, кои се двајца стручни лица кои го работат тоа, социолози, нели, истражувачи, едниот универзитетски професор Влајко и се. Мислам дека само ќе ја кренат уште толку бројката на владинат, на опозицијската структура и дека тоа ќе биде една иницијална каписла и народот дополнително да свати во кој правец одат изборите. Мислам дека ќе се направи целосен, што би рекле картаджитски џандар збира. Мислам дека опозицијата ќе го добие и председателот на државата и ќе биде забавно. Так. Господине Ристевски, како ќе ја прокоментирате информацијата дека на предлог на Министерството за надворешни работи бил формиран координативен совет, односно координативно тело за НАТО, на кое тело за председател бил избран Талат Џафери, а за еден од неговите заменици Бујар Османи? Па, видите, знаете што, не е тоа прашање на тоа кој како бил избран од партија или по етничка припадност, колку што е прашање дека тие места се пополнуваат според функцијата која обавуваат. Сега, недостатокот на оваа неспособна власт е што СДСМ дозволи сите круцијални, битни позиции да ги превземе коалицијскиот партнер ДУИ. Значи, тоа докажува каква неспособна структура ја води државата и колку полтронски сервилно е настроен СДСМ како партија за да остане на власт по секоја цена. Така да, кадровските решенија на тоа кој држи одредена позиција и кој води и учествува во одредени тела, само докажува дека едноставно СДСМ е тој кој ги предаде сите македонски етнички национални интереси, кој стана слуга на својот политички партнер ДУИ и убаво рече во една изјава Бујар Османи. Кога го праша дали ќе излезеш од владата, рече како да излезам од владата, вика ова е влада на ДУИ.
Зошто би излегувало моја влада? Да. И апсолутно е така. Човече, председател на собрание, иден премиер, министер за надворешни, министер за финансии, министер Прв министер, втор министер. министер за политички систем и односи со заедниците и титула прв заменик премиер со 1600 вработени, во кој имало процентуално и македонци, во реалноста ќе ви кажам. На хартија може да има 20, 30, 50, 150, во реалноста, во министерството кој го води Артан Груби, 3 македонци има. Пошто ги знам, само 3. Едниот има име како мене и 2 раководител и 2 тетки кои примаат документи, нели, архиварки, ово, онавако. Тројца. Тоа е тоа. Новиот технички министер за труд и социјална политика, господин Ѓоко Велковски, на пресконференција обелодени неколку податоци кои се прилично скандалозни, а се однесува за лиценци. Дозволите да за нашите слушатели и гледачи да ја слушнеме неговата изјава, а потоа би сакале да ви го кажете вашиот став околу неговата изјава. Нема проблем. Сакам да потенцирам дека од доаѓањето пред само 7 дена во Министерството верно започнавме со проверка на сите процеси, нели дали текомно се одвивали, дали сите проблеми се решавале навремено во самото министерство и веднаш детектиравме дека имаме еден проблем кој што се појави во делот на лиценцирањето, имено Министерството како надлежно за издавање на лиценци за воспитувачи, негователи, стручен кадар и директори на јавните детски градинки низ Македонија има еден застој на барања во самото министерство, која што бројка представува над 900 такви. Меѓутоа проблемот не е само што се 900 барања кои што следеле во фиоките на Министерството за труд и социјална политика, поголем проблем е тоа што траело со години, значи од 21, 22 и 23 на овие барања не било одговорено, односно истите не биле процесирани да полагаат. Тој процес се одвивал на тој начин што луѓето кои што поднесувале, односно граѓаните кои што поднесувале лиценци за како барање лиценци да се стекнат со лиценца за полагање за една овие категории, биле ставани во фиоки и не било дозволено, зборам, не биле ставани на списокот, иако редовно, нели, по некоја редовна постапка истите биле пријавени. Меѓутоа, затоа па други луѓе кои што се преувале, односно граѓани се преувале после нив, им било дозволено и се стекнале со лиценци по однос на истото. Повелете, господин Ристевски, и како ќе го прокоментирате ова и зошто молчала до сега пронешната министерка за труд и социјална политика за овој скандал? Не е одговарало, не е скандал, таа го предизвикала. Не молчала, тоа не е. Вака, Ѓоко Велковски е супер младо дете, јас лично го знам пола негов живот. На 2 позиции има работено во 2 места, бил ревизор во градот Скопје и доскоро беше и секретар на градот. Останатиот дел од професионалната кариера работеше во Министерство за труд и социјална политика, така да тој е токму он е економист, експерт ревизор, но доаѓа токму внатре од таа институција, долги години работеше, иако е релативно млад дечко во своји доцни 30-ти. Работеше долги години во Министерство за труд и социјална политика и работите ги знае во мал прст. Не е случаен човек, не е туку така ставен политичка фигура, нели, која треба само 100 дена да види. Е со знаење и со капацитет. Што е поентата? Требало да се примат воспитувачки. Воспитувачките генерално идеолошки припаѓаат на она политичка структура која во моментот во опозиција. Овие од дадената власт не се баш многу желни да чуваат деца по градинки. И се што се случува? Имате стотици илјадници жени по градинките во Скопје и во Македонија, кои треба да се вработат, кои чуваат деца туѓи, одговорни се за животите на нашето наследство, државата не ги вработува. Ги ја префрла одговорноста на општините, гледате во Струга, ако видите што се случува, им давал по 8, по 10 илјади, тоа е противно на сите закони, минимална плата е 350 евра, значи 21.000, меѓу упола им давал, придонеси немаат, со години чекаат и свесно ги обструираат. Сега, едно од областите, да знаете, низ годините, задниве 10 години, тоа е наметнато во сферата на грижата за деца, значи труд и социјала, и во сферата на образование, за одредени позиции, некогаш и работни, некогаш и менаџерски,
постои момент на лиценцирање, за да ме поизвините на израз, не секоја будала влези негде и работи. Да мора негде државата да го исконтролира, да го потврди знаењето, капацитетот, психичката состојба, било што на човекот, за да може формално правно да би вработи. Не представя што се случува. Кога е одговарало на власта и на претходната министерка Тренчевски, министерките или министрите претходно, организирале, ги примале само своите, им давале лиценци, ги вработувале. Сите останатите ги третирале како будали. И 2 или 3 години официјално, значи она севкупно за цела држава, немало организирање за вадење лиценци. Немаш лиценца, не може да ти го трансформираат работното место, не можеш да се вработиш. Значи, тоа не е пропуст, тоа не е грешка, тоа е свесна обструкција. Како ви кажам, имаше еден закон претходно, каде што пример за да станеш директор на одредена институција, треба да одиш во една приватна фирма и да добиеш лиценца, тест, психолошки тест и тест за компетентност. И се рачунете, вие одите таму, не можете да закажете. И па значи не можете да добиете сертификат, не можете да конкурирате. Па така овдека, овие не организираат 2-3 години тестирање и сите луѓе кои не припаѓаат на нивниот идеолошки табор, затоа што, знаете, ние неретко нас ни се случува, кога ќе дојде некој на власт, мисли дека државата е негова. И сега ќе вработува само од своите и само од блиските. А то се работни места кои се потребни во здравството исто. Фатмир Меджити го направија ненормален и од ДУИ и од СДС, затоа што човекот рече, има 1100 и нешто сестри и доктори кои се договорци. Луѓе, ние имаме 5 до 6 илјади медицински персонал кој ни е иселен од Македонија, кој работи во Германија, кој работи во Хрватска, кој работи на Малта, кој работи во Словенија. И сега вие во моментот кога го губите кадарот, вие затоа што не е од вашата партија или не е провлади, нема да му дам да се вработи. И што ќе направиш, ќе го избркаш од државата. Ненормална работа. Тоа мора да заврши, тоа е веќе луда работа. Не те гласа. Тој не доаѓа човече затоа што си ти многу убав или паметен. Тој работи во таа сфера затоа што тоа му е на образбата и тој треба работи. А не можеш ти го сезаш плата да не му даваш. Луда работа. Во четвртокот, новата председателка и новите членови на Државната комисија за спречување на криминалот и корупцијата ја дадоа нивната свечена изјава дека ќе работат совесно и одговорно и дека нема да подклекнуваат на никакви притисоци и влијанија. Какви се вашите очекувања од оваа комисија? Видите, досегашниот состав што го имаше Државната антикорупцијска комисија, за разлика од некои други состави, солидно ја заврши работата, одлично нема да кажам, затоа што знам за многу представки кои или не изреагирале кој што треба, или не изреагирале никако, но знам дека процесуира многу битни ликови. Поентата е што Државната комисија за спречување на комисија, ДКСК, е со подсечени крила. Прво, актуелната власт долго време си играше мајта поколу просториите, не им ги даваше планираните простори и сакаше да ги избрка од други простори, значи тоа е прилично навредливо. Некој кој треба да е контрола над централната извршната власт, ти така да си подигруваш со него. Детална, тешка, темелна постапка е, поголема шанса има за, не знам, премиер да станеш или председател на држава отколку член на државна изборна комисија. Сите тие луѓе одат на интервјуирање, им се проверува минатото, кој кај му е вработен, што како. Така да релативно одлични е, тежок збор, ама релативно неискварени и издржани ликови се членови. Јас имам почит према досегашната комисија која беше и новата која е избрана. Проблемот е што самата држава и актуелната власт направи еден куп механизми каде што најдоа начин да го заобиколат системот и сега што ви се случува. Имате задача, штом стапите на јавна функција, имате, не знам, месец дена или 3 месеци, да кажете што се имате, за да тоа ви се следи, да се види дали имате развој и тек. Хипотетички, Јон станал директор негде, Јон доаѓа директор и вика, јас имам куќа во Охрид од 150 квадрати, имам автомобил од 2600 и имам на сметка 10.000 евра. Државата тоа го констатира, го куца неговото име, гледа дали на друго место се појавува негде као собственик, а вели, жена ми Бети има еден стан во Влашка Мала и има тоа и тоа, ваму и ваму. Добро, и тоа се проверува. Сега не може Јон после 2 години куќето од 150 квадрати да биде зграда од 1500 квадрати,
Не може да има два стана во Скопје, не може колата од 2006 одеднаш да има BMW и Мерцедес. Зошто? Затоа што платата негова, која е 1200 евра и држал функција 2 години, тој 25.000 евра заработил, еве и нека имал тезга некаква приватна, која требало да ја привати, да ја пријави ако е носител на функција, и таа му носи уште 10.000 евра, 35.000, не можеш 35.000 приходите евра да му се во 2 години, а тој да му се крени имото за 400.000 евра. Значи, тоа е поентата на антикорупцијската комисија и на тие анкетни листови. Сега кај нас знаете што се случува? Тоа е директор не носи пријава. И го молат, го убедуваат, го поменуваат јавно. Па овој ќе донесам, не се секирете. Мустерго цел мандат носи. Или ќе донеси и овој ќе оказнат со 300 евра. И овој знаеш што преводи и плаќа. Кој што го казнаат Джафери со 300 евра. Ништо си ја вработи керка му во ЕВН, син му стана студија и овој вика, па вика, јас дека сум на функција, вика, моите не треба вика да се развиваат во кариера. Не може да се развиваат во кариера. Но поентата е како керка ти, Господе Боже, баш и текна во ЕВН да работи. И то, пази, таа не е некој врвен стручњак од некоја област, па да кажеш ја спутаваш во кариерата, или пример треба да изберат за универзитетски професор, па ти татко што си не треба, тој е обичен работник со обична припрема. Значи некој ја бутнал. Синот не е најак кандидат па што влегол таму. Тука е доказ за потврда, еве хипотетички. Јас од друга страна сум бил еден од најаките студенти на факултет со генерација со 9 кусур просек, сум влегол во фелата во која треба да работам и пазите, не работам според наобразбата. Знаете зошто? Не сум можел да влезам. Влегол некој просечен, подпросечен, на истиот принцип. Така да, јас како лично засегнат од такви ситуации, знам како е чувството. Нека влези посилен од тебе, нека влези најдобриот. На позицијата на која јас треба да работам, со мојата наобразба, работи човек кој факултет со 6 има завршено. Добро. Тоа е фарсата. Така. Тоа е фарсата. Техничкиот премиер Талат Джафери во неделата на 4 февруари, на денот на прославата на 152 годишнината од раѓањето на нашиот македонски великан, апостол и револуционер Гоце Делчев, не ја предводеше владината делегација на чествувањето на неговиот роден ден во црквата Свети Спас. Како гледате на ваквата негова одлука и каква порака испета Джафери со тоа? Каде исчезна заложбата на СДСМ и ДУИ едно општество за сите? Докажа ли Талат Джафери по кој знае кој пат, но сега во улога на највисока функција премиер на Македонија, макар и технички, дека не е лојален државата? Пропуст негов, дефинитивно. Обично Талат каков сака нека такви грешки не прави. Или имал некоја побитна агенда. Не верувам дека му е целта провокација, затоа што он е провокативен на лична основа, не е на меѓуетничка основа провокативен. Покажал големина да дојде на Мечкин камен и да држи убав говор во Крушево, што е негова големина, ни еден од неговите претходници и други луѓе не го правел тоа. Ова го сметам за негов голем пропуст. Прво затоа што е локација во центарот на Скопје. Не би му сметало ништо, значи не треба да оди, не знам, Пелинце, Крушево, некоја локација каде што има долг пат. Едноставно мислам дека е негова пропуст и мислам дека во денови кога они беа уште во еуфорија за бирање, гледате каква фарса прави. Јас човекот се уште активно живее во село Форино. Тоа е гостиварско село и малку е смешно кога гледате дека премиер не ги користи бенефициите кои може од државата ги користи, значи сместување, вила, куќа, било што вона. Јас знам на работа кога удам наутро, околу 8:30 има цела партизанска се блокира, па задниве 10 дена со флешери, мерцедеси, овона по автопа доаѓаат и по партизанска возат. Интересно шоу, обично тоа е само во строгиот центар на Скопје, сега го гледаме, нели, Гостивар Тетово по автопат секој утро. Не е паметно, треба да се почитуваат различностите. Нашите премиери во Македонија, без оглед на бекграундот, ги почитувале, да кажеме, оние ликови, оние датуми и места кои се нескандалозни.
претходно во минатото и Бранко, и Груевски, и Заев, и другите знаеле да испочитуваат нешта кои се неосетливи, а се значени еве за албанците, за власите, за србите, за турците. Тала Џафери барем немам впечаток дека има проблем да испочитува нешто, али ова е лоша порака. Да станеш премиер и да не го испочитуваш дента на раѓањето на Гоце Делчев. Пак ќе кажам, воздушна линија 200 метра од владата е. Кој го знае Скопје, знае дека владата е одма до реката Вардар, ја поминуваш реката Вардар, го качуваш Скопско кале тука на почеток на чаршија и тука е гробот на Гоце Делчев. Така да голема грешка, голем пропуст и пак ќе кажам уште една негативна точка на неговото CV. Ревизијата на јавното предпријатие Државни патишта откри дека за патот Кичево-Охрид заклучно месец ноември минатата година биле инвестирани 575 милиони евра, а е реализирана изградба за само 429 милиони евра, односно 3/4 од патот. Околу патиштата. Патиштата почна, тоест автопатот Кичево-Охрид почна да се гради, да се гради во 2014 година. Владата претходно на ВМРО-ДПМН каква сака нека е? Направи проект, се обиде на 3 или 4 начини да го гради тој автопат. Да знаете, една од опциите беше пример дел од осигурителните компании да го земат на закуп. Имаше шанса Граве и не знам која компанија, ако не грешам, а мислам дека не грешам, да го земат на 20 или на 30 години, тие да наплаќаат патарин, тие да инвестираат. Побара проток на возила колку имаме, се испостави дека автопатите во Македонија во основа се нерентабилни. Може народот да се чуди, ама се нерентабилни, затоа што нема толку проток на возила. Проток на возила има по коридорот 8, нели, од српска граница кон Грција, и тој не е бог знае каков, но релацијата Скопје-Охрид не е вносна. Нема толков обрт на пари, толков обрт на возила. Ние кога ќе фати гужва мислиме дека има бог знае колку коли, ама тоа ние мислиме. Затоа што одиме на исти датуми за Охрид, генерално и затоа што сега е патот тесен. Но доколку се направи автопат со 6 ленти, тој не е пат кој е рентабилен, кој вади пари. Или треба да ни стават нездрави патари, многу скапи. И сите тие обиди кои таа влада на ВМРО-ДПМН сакаше да ги направи автопатите, значи преку јавно-приватно партнерство, преку кофинансирање, дури бараше пари од Европска унија, пари не доби. Ко парите не се добија, излезе кинеската Ексим банка, даде поволни услови, почна да се градат. 2014 започнато. Тие автопати во време на ВМРО-ДПМН се градат 2-2,5 години. 7,5 години власт е СДСМ. Кривините биле коси, свлечиштата не чинеле, петли, што би рекле клучки немало кај мешеишта, немало кај... Добро ве, направи ги. Еве нема. Еве нема. Еве ВМРО-вциве и министриве претходно, кажи го, Миле и после Кендо, еве не ги бива. Еве да кажеме, не ги бива. Што лагам, еве не ги бива. Што направи овој, кажи го, прилепчанецот? Шугаревски. И што направи овој што Бочварски и претходно оне Сугаре? Шугаревски. 7,5 години, човече. 7,5 години, пази, патот тогаш беше 50% изграден. Значи до пола. Значи тие неспособните до пола го довеле. 7,5 години плюс не задолжија дополнителни 200 милиони евра. Имаше еден виц што Игор Џамбазов го кажуваше за некој од Источна Македонија, ова за нив се однесува. Знаеш ли, вика, другарче, колку си ти неспособен? Да има светско првенство, вика, за неспособни. Ти ќе освоиш второ место. Што второ? Од си неспособен, немаш прв да бидиш. Еве се толку неспособни, втори ќе бидат. Ти не можеш ни први неспособни се први да бидат. Тоа е. Така да, време е да паднат и време е и професионално, и политички, и кривично сите тие да одговараат. И да се види како беше она. Кај се парите?
Левица го промовираше својот кандидат за председател на државата, тоа е професорката Билјана Ванковска. Како гледате на тоа? Која е целта на незиното учество кога однапред се знае дека нема никакви шанси за да влезе во вториот круг, барем према моделот за избор на председател на државата? Добро. Борба за влијание. Борба за влијание. Леверидж, што ви рекле на англиски. Левериджот, знае што е поентата со левериджот. Ти мене ми вика, тоа знаеш како е, како пазар на труд. Ти ми викаш, Александар, да те вработам. Јас ти викам 4000 евра плата. И ми викаш, ти не вредиш толку. Јас ти нусам 3 понуди за да видиш дека вредам толку. И викам, сега не гиш 4, утре ќе биде 6. Што е поентата на помалите играчи? Ако е веќе известно дека во втор круг влегува Станко и Петко, тој што е трет, четврт, петти, тоа му е основа за преговарање. Втора работа, Ванковска оди као кандидат на Левица. Хипотетички. Ако Ванковска освои 10.000 гласа, ќе би смешно. Ако освои 20.000 гласа, ќе кажеме окей. Ако освои 30.000 гласа, ќе кажеме па добро, не е лошо. Ако освои 50.000 гласа, таа му дава легитимитет и го прави фактор политичкиот субјект кој ја поддржува. Но ако извади 100.000 гласа, тогаш ја крева политичката летва за политичкиот субјект кој е позади нејзе. Сакам да ви кажам. Нема толка голем број во кошницата за да освои 100.000 гласови. Јас не верувам дека ќе освои, но ние имаме секакви примери. Ние имаме ситуација, драг мој Јон, 2009 година кога 6 кандидати отидоа преку 100.000. 6 кандидати. 6 кандидати преку, значи со огромни бројки. Види ги бројки да види. Јас пак ќе кажам мојата аналитичарска, да кажеме, кариера, моето јавно пробивање настана точно пред 5 години. Јас и претходно сум имал во животот нели јавни настапи, дебати и се, но во оваа кошница на ликови кои анализираат политичко-општествени состојби и моето пишување колумни кое активно трае може 5-6 години. Првото поголемо индивидуално интервју што го имам беше во една емисија и се однесуваше токму на претседателските избори пред 5 години. И правев анализа, да кажеме, на сите претходни изборни циклуси кои биле во државава, така да тука еве се осеќам малку силен и да ги објаснам работите. Најмалку кандидати во историјата што имало на претседателски избори беше 2019, само 3 кандидати. Претходно имало 6 кандидати, имало 8 кандидати. Видете, да имате 8 кандидати, тоа значи дека минимум 6 од нив собрале подписи. Значи само 2 партии во Македонија можат без проблем со број на пратеници да кандидираат кандидат. Сите другите мораат да соберат 10.000 подписи. Вие, тоа е цела машинерија. Јон, не е тоа да седнеш дома и да кликнеш. Значи ти за да поддржиш кандидат, за да биде кандидат на листа на претседателски избори, човекот треба да стане од дома, да излезе, доди во подрачната единица на Министерство за правда, во зададен дел од денот, да се идентификува со лична карта и да го внесат во СИПИЗО и да се подпиши. Тоа е труд, тоа е ангажман. И ако одредена политичка структура нема партиски грб, значи нема машинерија, нема луѓе на кои ќе свртат телефони и ќе кажат Јон, Бети, Алек, Трајко, Петко, денес до 6 сат сите у општина. Значи сакам да ти кажам, самата кандидатура на човек на избори претседателски кај нас не е плук ни залепи. Сега, откако ќе се собере Ванковска проба пред 10 години проба, не може да собери доволен број на подписи. И собра 2.500-3.000. Толку, да. И то во цел месец, колку што или 15 дена колку што собира. Но поентата беше што не задолжи. Со ова ќе се деградира сега. Ако тогаш не може да собери сега, фактички таа си ја покажува незината способност, се лепи на грбот на левица. Да. Ама види, ова ти е форма на не сакам да влезам во душевно елементарно психолошко анализирање, мислам дека она е свесна дека претседател не може да биде, но сметам дека ова нејзе ќе задоволи некаква лична потреба внатрешна
да биде Ке си сега во право, кандидат. дали левица ја Кандидат. злоупотребува Ванковска во овој случај? Не се злоупотребуваат, се употребуваат. Да. Нема зло, има личен интерес. Види, левица имаше желба да има кандидат за градоначалник на град Скопје. И го прифати Петар Георгиевски Перо Камиказа. Дипломиран глумец, човек кој се занимава со организација на големи настани и фронтмен на групата, кажете го, Меморија. Да. Ја не верувам дека Перо Камиказа имаше намера да биде градоначалник на Скопје, прво затоа што нема таква моќ, еве да кажеме, нит политичка, поготово со грб као левица да стане. Ама Перо Камиказа на изборите беше многу интересен и на мој голем кеф го направи салата Петре Шилегов. Значи, си ја постигна поентата. Ајде го ставиме Камиказа ние да продолжиме со прашањето. Да. Така. Господине Ристевски, во јавноста излезе информација дека кандидат на ДУИ за председател на Македонија ќе бил Бујар Османи, актуелниот министер за надворешни работи. Како ќе го прокоментирате ваквиот избор? Одличен. Топ. Супер. Јас се надевам дека ќе биде заеднички кандидат на ДУИ на СДСМ. Значи искрено се надевам дека ќе биде заеднички, тоа ќе биде дното на СДСМ и после тоа стварно ќе пропаднат копаќе. Уште тоа им фали. Значи кај изгубија премиер, кај изгубија Министерство за финансии, кај изгубија Министерство за надзор, све изгубија и уште заеднички кандидат да извадат со ДУИ, тоа ќе биде прекрасно. Јас се надевам дека тоа ќе го направат. Не кандидат на ДУИ на СДС. Тоа ќе биде врв на дното. Значи, како ви кажам, тоа ќе биде гениално. Јас се надевам дека раководството на СДС дека тоа ќе го прифати. Дека раководството на СДС ќе прифати нивен кандидат за председател на држава да биде Бујар Османи. Баш ќе биде псејо. Зошто да не? Сепсе значи зошто да не. Така да нека биде. Еве јас сум Чаир, Бујар во Чаир нема да го гласат. Бујар од потенцијални 40.000 гласа во Чаир, ако освои 5.000, јас Господине Ристевски, Гоце Делчев својот пркус, борбата за правичност, за слобода и права, ја манифестира уште како дете. Од земскиот свет си замина на само 31 година, но неизбришливо остави корен во колективната меморија на македонскиот народ. Вие пред недела дена, подсетувајќи се на ликот и делата на Гоце Делчев, а по повод 152 годишнината од неговото раѓање, мисловно ми се чини дека влеговте во неговата глава и се обидовте да дадете одговор на едно често поставувано прашање од мнозинството на македонскиот народ, кое во нивно име го поставивте, а кое прашање гласи: што ќе ни кажеше Гоце Делчев да беше денес жив? Одговорите на замисленото прашање, но и пораките кои ги имате дадено во таа ваша видна колумна, се доста интересни и би требало да се еден вид на аманет, кауза и борба на секој македонец. Ќе сакате ли да не ги пренесите, ако не сите, барем дел од пораките, кои, како што и вие пишувате, се и ваш став, кауза и борба? Баш одам таму. Се гледаме на камера, се е во ред? Да, како не се гледаме? Добро. Па еве, интересно сум рекол. Може да прочитам делото? Да. Да беше Гоце жив, ќе ви кажеше да си го почитувате семејството, жените, мајките, сестрите, да се грижите за старите. Да беше Гоце жив, ќе ви кажеше да не се делите, да не правите кланови, да не лепите етикети, туку луѓето да ги привлекувате и врзувате околу една идеја. Да беше Гоце жив, ќе ви кажеше да не го делите народот според верата, јазикот, етничката припадност, туку да се сплотите сите под ова македонско сонце, а македонскиот јазик да е мостот преку кој сите сложно ќе живеат. Ќе ви речеше дека идејата и борбата за слобода е поголема од личните фрустрации и предрасуди кој некој друг. Да беше Гоце жив, ќе ви речеше да учите и да се школувате, затоа што само учен човек е слободен човек. Не му мислата му е слободна, голема, широка, длабока, наоѓа решение и не чувствува страв. Да беше Гоце жив, ќе ги казнеше безмилосно сите лопови, измамници, кодоши, предавници кои си подиграат со добрината и наивноста на обичниот народ. Да беше Гоце жив, немаше да дозволи идиоти и медиокритети да ја водат државата, институциите, школите и општините. Секој ќе беше таму каде што му е местото. Да беше Гоце жив,
Сигурно ќе се прашуваше каде сгрешил, знаејќи во какво време действувал, ќе се вчашеше кога ќе видеше дека денешниве го коцкаат така лесно она што некои луѓе со генерации се бореа. Да беше Гоце жив, ќе ви кажеше дека револуцијата, борбата за сопствените права, кревањето на националната свест не се води на Facebook, ниту анонимно на Twitter, дека не се води од по дома на топло со коментари и порахи, дека не се води со плукање, вреѓање и простотила, туку на терен, меѓу народот. Со добра мисла, со честност, со правичност, со цврст став, со волја и решителност, да беше Гоце жив. Ќе ве подучеше да не се мешате во туѓа работа и секој да го работи тоа што најдобро го знае или за што учел в школа. Имено, дури пред 100 и кусур години се знаело кој делел памет, кој бил во шума, кој набавувал храна, кој се борел, а кој градел. Денес сите знаете се. Само затоа што имате интернет и Google и затоа што мајките од дома ве фала дека сте најубави и најпаметни, затоа сме нова дереđe. Да беше Гоце жив. Ке ви кажеше дека на македонецот непријател не му е ниту албанецот, ниту бугаринот, ниту турчинот, ниту пак србинот, гркот, влавот, американецот, русинот, англичанецот, никој од нив. Туку вашата поматена свест, изместени вредности, неодлучност, површност, злоба, поделеност, нерешителност и кукавичлук. Другите не ви се криви, сами сте. Да беше Гоце жив, ќе ви кажеше да престанете да ширите полуфабрикувани информации кои некој ги напишал на анонимен профил на социјални мрежи, туку да прочитате некоја книга од релевантен автор, целата. А потоа уште една и уште една. И дури тогаш да не глумите дека сте интелектуалци, туку само дека сте пристојно информирани. Да беше Гоце жив, ќе ви кажеше да ја почитувате културата и уметноста, да отидете на изложба, да отидете во филхармонија, на опера, на балет и да ја нахраните душата со нешто убаво, со нежно, со нешто што ќе ве направи подлабоки, попромислени, поголеми. Ќе ви кажеше дека се труете со шунт, кич. Да беше Гоце жив. Ке ги избркаш и пратеше на завод за вработување сите мрзи паразити од државната јавна управа, ке им го провереше дипломите на еден куп морони кои држат позиции, ке ги вратеше назад пак тестот за интегритет и потреба за психолошки тест за функционери, но ке воведеше и за пратеници и за министри. Да беше Гоце жив. Ке го ресетираше судството од корен. Шарените вереа, нема правда, нема мир. Правда не добивме, се смирија чим добија власт. Правдата остана само надеж и идеал за сонувачите. Да беше Гоце жив. Ке ги заштитеше докторите од насилници будали. Ке се обидеше секој оној кој сака да се врати од Германија да дојде да работи на подобри услови за секој неспособен, приушен и лош доктор, ке му одземеше лиценцата. Да беше Гоце жив, ке му се одмилеше животот. Затоа што денес македонецот има се. Има коли, има станови, има храна, има одмори, дребули, но нема душа. Нема чест, нема образ, нема храброст, нема срце. Не знам дали се ова буквално истото би го направил доколку денес Гоце беше жив, ама знам дека тоа е мој став, моја кауза и моја борба. Слава ти, Гоце. И да додадиме, ако може таму, да беше Гоце жив, немаше да дозволи ЦДСМ да биде на власт, а Талат Џафери премиер. Така е. Извинете ме, погоди емоција. Ова е напишено од мене пред 2 години, кога славевме 150 години од раѓањето на Гоце Делчев, ама како што гледате со таква емоција и таква страст го пренесов, затоа што силно верувам во се ова што го кажав и едноставно тоа е. И еве нашиот, меѓу другото, пријател со кој комуницираме, вели само инкогнито, поинаку никогаш не можело, и тогаш и сега, затоа што велат со име и презиме сме отруени за жал. Затоа никогаш нема да не биде, да знаеш. Затоа што јас тука не сум анонимно, еве сум пред вас, пред цел свет. Јас не се срамам и не се плашам од никого и немам што да изгубам. А се додека покажувате храброст и пишувате вака со лажни профили, извинете, имаме комуникација, ама почит немате. Тоа е кукавичлук. Okay. Господине Ристевски, пред еден ден објавивте и една ваша колумна со наслов Феномени. Ке сакате ли да ни кажете која е причината за оваа колумна со ваков наслов, во која колумна го имате обоено ликот на феномените? Дали треба да дозволиме феномените и понатаму да ни се повторуваат за во иднина, да не сме земја на феномени, како што велите? Крајно ли е времето за вистинско семакедонско обединување на последната шанса да се сочува државата, а тоа се престојните избори?
Феноменот е дотичниот лик кој беше доскоро премиер, а има прекар според едно животно кое американците го печат за Thanksgiving. Тоа е нели ќурката или мисирката или turkey. Според кој Америка не сака Турција да се вика како држава, па си го сменија официјалното име во Туркија, за да не бидат поистоветувани со мисирка. Он е феномен и он зборуваше за феномен како тоа некој предлагал кандидати, а не ќе да гласа за владата. Феномен биле многу работи и таа инспирација ми даде да, исто како што за Гоце Делчев таксативно наредив еден куп феномени, и овие феномени ги наредив. Ние сме феномени по многу аспекти. Ние сме феномени по тоа што имаме лидерски средби. Сегде во државите одлуките ги донесува собранието. Која е поента на пратеници ако има лидерска средба? Шо е лидерска средба? Кој го детерминирал некој? Значи, имаш премиер, имаш влада, имаш собрание. Ние како држави, предпоставаме цел Балкан, помалку или повеќе, толку го имаме срозано и уништено нивото на собрание, и јас не сакам се погрешно ме сватат, поготово луѓето кои лично ги знам, кои нели се лактаат и се борат, сега е борба кој да биде на пратенички листи, кој каде да биде. Може ви кажам, пола луѓе како гледаат тие што се големци, ликовите што треба бидат на пратенички листи ги гледаат како ликови преку кои они ќе импутираат влијание, значи наше дете, наш човек. Тие што треба да бидат пратеници, тие па гледаат охохо, три просечни плати, убави примања, бенефиции, охохо, 4 години. Значи, собранието треба да е место каде што ќе не представуваат најдобрите, најречитите и најлојалните. Ние од друга страна ставаме неретко луѓе со дипломи, доктор, професор, глумец, пејач, значи јавни ликови кои некој ги знае и негува симпатија према нив, и после, не сите, секако, дел од нив менуваат политички структури, гласаат против програмата за која народот им дал доверба, менјаат име, донесуваат закони на кои одредени богаташи олигарси прават пари, и добар дел од нив не знаат просто проширена реченица да сврзат, освен доколку некој не им ја напише. Значи, вие во политичките елити на помалку или повеќе сите политички партии, еве по големите ВМРО и СДС да ги земеме, имате по максимум 10 луѓе кои се кадарни и капацитетни сами да излезат, сами да негираат, сами да спречат, сами да напишат, но таквите, со оглед дека се исклучително јаки и квалитетни, пола од нив се членови на разноразни комисии, на разноразни тела, и тие не можат да постигнат. Сите другите, затоа сите другите се ротираат. По еден мандат ово не одиш во улица, го гледаш и он, и викаш, абе, од кај го знам Чичено? Абе, беше пратеник од 98 до... Разбираш? Значи, ние не градиме структури како што одредени западноевропски земји градат на луѓе кои се... Шо е тој политичар по кариера? Тој може да е градежен инженер, може биолог, може било што да е. Но тој вреди, него политичката партија од која доаѓа го признава, го валоризира, и тој е во континуитет, се додека добро работи, народот го гласа. 3 мандати, 5 мандати, 7 мандати. Кај нас, знаете кои само под наводници не се менуваат? Кец двојка, првите, вторите, прв, втор, трет, да кажем. Сите други се променливи, затоа што во политичките структури од внатре има притисок, ајде сега малце Бети, ајде сега малце Јон, затоа не бива. Ние мора системски да му даеме структурата на собранието. Тука е борбата на државата. И сите битки треба да произлезат од тука. Тука ни е главната слабост. Тука ни е главната слабост. Господине Ристевски, ви благодариме. Причини задоволство и ова ваше учество во Македонски корени. Ја кажавме цела вистина, останува да ви посакаме убав викенд, пријатно до слушање и секако скоро довидување овде на Македонски корени.
Мене ми е апсолутно задоволство кај вас, еве веќе во задниве 3,5 месеци, ова ми е трето гостување кај вас. Било ми беше што се запознаме, што направивме неофицијален муавет и сето тоа. Секој пат уживам кога гостувам кај вас, обично сум навикнат на вечерни термини со телевизиски настапи, за вас се адаптирам нели во утринските часови. Немам баш многу утрински јавувања и приклучувања и сето тоа. Се надевам дека и во периодот кој следи дека ќе имаме исто таква вака убава комуникација и дека секој пат сме разноврсни, менуваме и теми и се. За како човек што еве исто така ме пофалија вашите гледачи дека сум успеал истовремено и да задржам течна мисла и да дам фактографи, информации и да следам што коментираат. Апропо едно од прашањето, единствени се за тоа. Нашите слушатели 99% се многу културни. Има понекогаш ради било какви причини некој ќе излезе надвор од патот, меѓутоа ќе му простиме. Не смете, се додека не е злонамерно и тенденциозно, јас превеќам преку се, иако имало и дрски моменти претходно. Не е битно. Поентата што ми беше, ми представува желба и мотив нели да комуницирам и со публиката и се. Благодарам и за поддршката и за убавите зборови од многумина, а на прашањето прво вака, цел живот сум во Скопје, скопјани не постојат, сите се од негде дојдени. Јас сум по фамилија, иначе на прашањето битолчанец, со дел корени, дел влечат од Егеот, дел од Севкупна Пелагонија, нели од Могила и од таму, и дел по баба сум, по татковата баба сум од Демирхисар, поточно по баба од Кутретино. Иначе, фамилијарно, цела фамилија обкружувањето не ми се од градот Битола. Ево една информација за поблиско да бидете со нашите гледачи и слушатели. Остануваме во контакт, се гледаме и слушаме за скоро. Имаме и многу теми за разговор, штом почнат изборите. Кампањата. Поздрав и секој добро, тука сме, се гледаме, се слушаме. Секој е добро. Поздрав до цела Австралија.